Фокусот на раководството на Штипската болница не е насочен кон подобрување на условите во болницата, туку кон партиски вработувања и разместувања, кои изобилуваат со непотизам и реваншизам, кажаа денеска на пресот ВМРО ДПМН во Штип. Според информацијата која има ВМРО ДПМН, во последната недела се вработени уште 10 лица, на истиот начин преку истата меѓународна хуманитарна организација за која и предупреди ВМРО ДПМН, се со цел комплетно да се партизира Штипската болница. Од ВМРО ДПМН забележуваат дека за 3 месеци новото раководство не направило многу да ги подобри условите, но и хигиената во болницата и физикалната терапија. После 3 месеци мандат на новиот директор од редовите на СДС, во кругот на физикалната терапија е направена мини депонија. Дворот е во исклучително лоша состојба, а хигиената и условите во болницата и терапијата воопшто не се подобрени. На пресот на ВМРО со писмено соопштение реагира од СДСМ. Хигиената во клиничка болница Штип и во физикалната терапија е подобрена колку што се можеше со кадрите што ги остави ДПМН. За жал Тодоров ја одзема физикалната терапија и не е во доменот на клиничка болница, за да може да реновираме и таму. Таму кај што можевме, реновиравме. Детската соба за хирургија доби нов лик што и јавноста ќе има шанса да ја види. Вработување во болницата нема, како што нема ни реваншизам и непотизам. Ако досега некои нестручни кадри уживаа привилегии и беа заштитени, тоа сега не е така. Секој е распределен на соодветното место според соодветното образование и стручна спрема што ја поседува. Вработените на клиничка болница знаат вратите на директорот се секогаш отворени за секој. Гледаат кои ги обедини за заеднички да се решат проблемите. Веќе нема трошење по илјадници евра по кафеани, но затоа од идната недела ќе започнат прегледи со ЕЕГ од областа на неврологијата. Стои во соопштението од СДСМ.